Здраво и добре дојдовте на подкастот на Доење со љубов. Јас сум Наташа Цветановска-Тодосовска, сертифициран специјалист за доење, која стои зад брендот Доење со љубов, а во овој подкаст најискрено разговараме на сите теми од секојдневието на семејствата, погледнати низ призмата на доењето. За оваа епизода избрав една специфична тема за овој период, и тоа темата доење за време на празниците. Особено овие новогодишни празници, каде што најчесто нели поминуваме многу повеќе време со нашата поблиска, а и поширока фамилија. Тоа е се прекрасно, тие семејни мигови се навистина нешто кое што верувам дека сите не радува, но за семејства кои што имаат, па да кажам, новороденче или бебенце кое што уште е во фаза на особено на ексклузивно доење, овој период знае да биде предизвик. Многу често не ни размислуваме на таа тема, кога сме баш во таа фаза и кога имаме мало бебенце, и се наоѓаме на вистина, да речам, затекнати во тие ситуации, каде што, пример, се собираме сите за празниците и бебето, пример, сака да цица и сака да цица повторно, можеби после еден час, нешто кое што во нашиот дом многу, можеби веќе многу нормално и многу спонтано си го правиме, меѓутоа во една ситуација каде што сме со по-широкото, да кажем, семејство, може сето тоа да биде малку и предизвик, во смисла да добиеме коментар: сега ли повторно сака да цица, па сега цицаше пред малку, па чекај дај ми го, после ќе ја да има време, чекај дај ми го, пример, бебенцето плаче, а сите сакаат и да го држат и да го гушнат. Сето тоа е многу нормално, многу очекувано од поблиското и од поширокото семејство, бидејќи нормално сите сакаат, нели, се радуваат на новиот член. Меѓутоа, тоа знае да биде малку за мајката, па и за, да кажам, за партнерот, за таткото, знае исто да биде предизвик. Зошто? Бидејќи тука доаѓаат повторно оние емоции, дека, особено ако мајката знае дека тој е ритмот кој што го имаат дома, знае дека е во ред некогаш да биде, кога бебенцето, дури кога е вознемирено така од повеќе луѓе, сака да цица повеќе, а сака близината на мајката, а тука едноставно тие нејзини емоции и чувства се на некој начин, тежок збор да кажам, обезвреднети, меѓутоа се игнорирани во тој момент, бидејќи, нели, сега цицаше ништо, не, сега ќе причека. И често знаат мајките да ми пријават во тие моменти: навистина ми беше стресно. Или не знаев, сакав да, бев така малку изиритирана, не знаев како да изреагирам, ама ајде, нели, во интерес на празници, на семејство. Повторно, може би пак ќе кажам, тоа се членови од семејство кои што пак и не ни се толку блиски и ајде ќе премолчиме, нели? Многу зависи од карактерот на самото семејство, да кажем, и од карактерот на мајката, како ќе се одвиваат, нели, работите. Некогаш имаме мајки кои што многу јасно и гласно викаат: не, јас ќе си кажам не, ќе си го земам детето, се тргам настрана да го надојам. Имаме мајки кои што некогаш им е непријатно, незгодно сето тоа да го кажат, знаат и да премолчат. Сите сме со различен карактер и сето тоа си е многу нормално. Она кое што треба да го знаеме и на кое што треба да внимаваме, би кажала е следното. Да не дозволиме заради празниците и заради... Имаше една мајка, баш сега ќе се насмеам, многу често имаме вакви средби, каде што баш пред празници анксиозност, така и семејствата, токму од овие причини расте. И имаше една мајка што кажа: бебешка штафета, се подаваш од еден човек на друг човек, а не секогаш тоа пак е за бебето е навистина пријатен момент, затоа што уште е мало, не разбира,
некои бебенца кои што се па 4-5 месеци знае да им биде премногу стимулација, премногу луѓе, едноставно да им се собере. Она што сакам затоа да го, и што најчесто го дискутираме со семејствата е следното. Секоја промена на секојдневието на бебенцето знае да резултира со, да кажам, можеби да се рефлектира на неговото однесување. Да се рефлектира на желбата, за фреквенцијата за доење. Во смисла, ако предходно имаме некаква... Јас стварно, тука би сакала да кажам дека не сакам, не ми е пријатно кога зборувам за ред, за рутини во смисла дека мора строго да бидат наметнати. Меѓутоа, самото секојдневие си создава некаков свој тек, си создава некаква своја спонтана рутина, која што се повторува, бидејќи повторливоста на некој начин ни дава сигурност. Со тоа што секогаш им потенцирам на семејствата дека една таква рутина или еден таков ред е доста променлив кога имаме новороденче. Како што се менува самото бебенце, па јас би кажала до година и пол. Некаде сите тие, особено на почетокот е тоа многу изразено, сите тие рутини, цел тој ред се менува, бидејќи имаме огромни промени кај нашето бебенце. И меѓутоа пак постои некаква рутина, постои некаква, да кажам, некаков шаблон, некаква повторливост на работите, иако трае кратко. Значи тоа се многу мали порции на повторливост, пример месец дена, 2 месеци, после нешто ново се случува кај бебенцето, малку бегаме од она стандардно секојдневие кое што мислиме дека сме го воспоставили и дека ќе се повторува. После тоа ќе дојдат запчиња, пак се враќаме назад. Тоа се такви промени, што викам баш како бранови нагоре надолу, кои што се очекувани. Меѓутоа, ако веќе пред празниците имаме некаква рутина, исто сакам да ви напоменам дека е многу очекувано како резултат на зголемена фреквенција на посети, зголемена дружба со семејство, со луѓе, бебенцето сето тоа на некој начин да го покаже. И најчесто ако зборуваме за, да кажам, бебенце до 1 година, знае тоа да го покаже преку доење. Бидејќи доењето се уште една таква врска која што бебето многу често знае да ја сака во ситуации кога е вознемирено. Па исто и детенце. Мислам, не ги исклучуваме и дечињата кои што се нешто над годинка, или кои што можеби ако нешто име премногу да сакаат да го зголемат тој контакт со мајката. И сето тоа не треба нешто посебно да ве вознемири. Едноставно сватете го како една потреба за, да кажем, емотивна регулација или процесирање на сите овие нестандардни работи во секојдневието. Може да се одрази и на спиењето до некаде, се додека зборуваме во, пак ќе речам, во едни рамки на она што очекувано да немаме некои драматични промени. И останува уште оној момент што да направиме во тие ситуации, кој е коректниот начин, дали да бидеме малку можеби по директни, по отворени, да кажеме не, сега сепак бебето сака да цица и тоа е тоа. Или едноставно дали да премолчиме во дадени ситуации. Тука јас само би ви го рекла следното, нема точен одговор. Тоа одлучува, или пак ви одлучувате каде се вашите граници, до каде можеби некогаш е во ред да постои некоја флексибилност во границите, а каде навистина границата е доста цврста и веќе стварно не сме никој да проба да ја помести. Црвено светло би рекла, или она фиксна граница мора да имаме во ситуации кога навистина знаеме дека бебето навистина е вознемирено и плаче за јадење, а ние едноставно ништо не правиме со тоа што само на некој начин сакаме да бидеме културни, да бидеме коректни, можеби, иако коректното нешто е да го земеме детето и да го нахраниме. Значи, тука можеби би кажала дека
кога веќе знаеме дека ептен е време за бебето да цица, и ако е вознемирено, тука би препорачала да не бидеме нешто премногу можеби попустливи, иако повторно можеби не се работи за коректност од наша страна, туку би требале да бараме коректност од другата страна и разбирање дека е време за бебенцето да цица. Друг момент, ако забележите во тие моменти дека бебето нели го држи еден, го држи друг и така натаму, меѓутоа вие забележите дека вашите гради се пополни од вообичаено или се појавуваат можеби грудки или такви моменти, што е нешто кое што е навистина релативно често. Тоа е честа појава за време на празниците, бидејќи бебето поминува време со другите членови на семејството и баш заради таа, што викаме тоа скршнување од тие нормални секојдневни рутини, знаат неколку подои да бидат пропуштени. Може би свесно, може би несвесно. Тука би сакала да ви кажам да бидете перцептивни, следете ситуацијата со градите, што се случува, како се случува, допирете, особено ако почувствувате топлина, полност, тврди делчиња, значи што и да почувствувате, тоа дефинитивно е знак дека мора да се реагира. Секако, како што кажав, не би сакале, особено за време на празници, работата да ескалира и да завршиме со температура, со потенцијален маститис. Заради тоа, бидете внимателни. Како да се справиме со коментарите од семејството? Повторно ќе кажам, тука јас немам еден единствен точен одговор. Се што би кажала, се што е во рамките на еден културен одговор од ваша страна, на едно релативно културно и коректно однесување, би било прифатливо. Во смисла, сепак пробајте на еден доста фин начин да кажете да, ова е малечко бебенце, сепак релативно нели мали се порциите кои што ги добива, не јаде како нас 3 пати во текот на денот или колку пати нели да се, туку многу почесто сака си бара близина така што да го надојам, да го смирам, да биде весело, ќе ви го дадам повторно. Пробајте да останете смирени на коментари, заради тоа што пред се верувам дека коментарите не се типично злонамерни, никој сигурно не ги испланирала сега ово и ова ќе кажам само за да изнервирам некого. Едноставно, исто така имајте и, да кажам, во перцепција дека многу од нашите членови од пошироката фамилија кои што немаат новороденче, веројатно имаат заборавено како е да се биде со новороденче. Дури, мислам, најотворено, дури и ние, родителите, кога ни се раѓа второ, трето дете, знаеме да прокоментираме, скрос имам заборавено како беше со новороденче, дека волку често беше доењето, или дека вака изгледаше нештото, а замислете како е за некој кој што имал деца пред многу долги години. Значи, тоа е се заборавено и затоа не замајте ги сите тие коментари како злонамерни, меѓутоа најдете го начинот на кој што вие би одговориле на еден таков коментар. Дали би се насмевнале, само дали тоа би ви било во ред да се насмевнете, тргнете се настрана, или пак ако имате бебенце кое што многу често нели бара да цица, размислете за доење пред семејството. Значи, тоа не е нешто кое што нели не е нешто кое што би требало да биде табу тема. Тоа е нешто кое што е многу природно, многу нормално. Ако ви е незгодно пред некој членови од семејството, слободно искористете една марама, значи некоја марама вие што може да си ја носите и онака нели со вашата облека, ама да биде таква да може тенка некоја марама да подпрефрлите да се подскриете кога го доите бебенцето. Ако ви е поудобно, заминете во друга просторија да го надоите.
Многу често имам и мајки кои што кажат, не, одам во друга просторија, чисто не дека ми е толку срам, туку малку и мир и тишина од гужвата и јас да добијам. А пак има и семејства кои што кажуваат, не си дојам цело време, века како сите јадеме, така и моето бебенце, се си е нели опуштено. Тука би сакала и да ја напоменам, може би интересна тема за празниците, дали мајката смее да пие алкохол за време на празниците, а да дои, дали смее да дои, дали не смее да дои, тоа е исто така едно од прашањата кои што верувам дека многу семејства ги интересира. Би кажала дека официјалните препораки се да не се пие алкохол додека дои мајката, заради тоа што алкохолот во принцип преминува во крвта директно и преминува, а преку крвта преминува и во млекото. Така што од тој аспект тоа е навистина така дека колку има во крвта, толку има и во млекото. Меѓутоа, многу е важно да се знае дека пикот на нивото на алкохол во млекото се случува околу 30 до 60 минути после внесот на алкохолниот пијалок, тоа е согласно на LactMed датабазата. Ако внесуваме храна, тој пик е дури пододложен. Значи, и се смета дека доаѓање после 1 или 2 пијалоци, вклучувајќи пиво, може да го намали внесот на млеко кај бебето и до 23% и да предизвика раздразливост како и влошено спиење. Сега има контрадикторни мислења во смисла, ама алкохолот опушта и со тоа нели се создава повеќе млеко кога мајката е релаксирана. Во принцип, студиите покажале дека алкохолот го инхибира рефлексот на испуштање на млекото, а исто тоа го намалува внесот на млеко за време на подојот кај бебенцето. Така што многу често знае заради тоа да дојде до намалување на лактацијата. Сега, дали одговорот е во принцип дека не смее никако да се пие алкохол за време на доење? Тука би кажала многу транспарентно дека пожелно е да се избегне. Значи, за време на доење да се избегне консумирање на алкохол. Меѓутоа, повторно ќе кажеме, не е се толку црно или бело и сепак постои некаква флексибилност во поглед на ова препорака. Значи, пак ќе кажем, не може да се каже строго да или не, бидејќи ова бара еден доста индивидуален пристап, во смисла колкаво е бебето. Значи, има неколку фактори кои што мора да се прегледаат, бидејќи самата фреквенција, нели, колку често пиеме, количината на внес на алкохол, дали се работи за пола чаша алкохолна пијачка или се работи, не знам, за 1 шише. Така што повремен внес на пијалок може да се смета за безбеден, меѓутоа мора да земеме во предвид неколку фактори. Рековме возраста на бебето. Значи, ако имаме новороденче, треба да знаеме дека е многу поосетливо отколку повозрасни бебиња, кои што се над 2-3 месеци. Треба да се ограничиме на 1 пијалок, да се причека 2 часа после пијалокот пред да го доиме бебето. Значи, подојот треба да е непосредно пред да го испиеме пијалокот, значи го доиме, после тоа причекуваме. Да се пие сок со алкохолот, да се јаде храна додека се пие алкохол, бидејќи навистина намалува стапката со која што алкохолот влегува во крвотокот. Или пак можете и пред да се напиете да измолзите малку млеко и да го дадете доколку случајно во тие 2 часа откако сте го испиле пијалокот, бебето стане гладно. Значи, измолзување и фрлање на млекото, само да ви кажам, нема ништо да смени од тој аспект. Во смисла, сега ќе се напијам, ќе се измолзам и после тоа веднаш можам да му дадам на бебето. Не, бидејќи треба да сватиме дека додека имаме ни алкохол во крвта и новото млеко што ќе се создаде, и во него ќе има алкохол. Значи, млекото ќе биде без, нели ќе нема алкохол во него,
кога и ние ќе немаме веќе алкохол во крвта. Така што тоа исто треба да знаете дека ако се напиеме и се измолзиме веднаш и после тоа веднаш дојме, значи сепак поминале само 40 или 50 на минути и тоа млеко ново што ќе се создаде не треба во принцип да му се даде на млекото. Така што измолзување на млекото и фрлање нема да ја забрза стапката на отстранување или на метаболизирање на алкохол од крвта, така што мора да причекаме, нели, да помине действието на алкохолот. Повторно ќе кажам, меѓутоа, доколку сега зборуваме за некоја пола чаша или чаша алкохолна пијачка, не зборуваме за ситуација каде што мајката веќе чувствува влијание од алкохолот, како што би, да речеме, на вистина се работи за пијанство. Тука веќе едно огромно не, никако. И за тие ситуации има, во принцип, да, нели, no judgment, сака некој да оди да се испијани, пример, и тоа исто така има опција, меѓутоа во тој момент викаме забрана за доење додека мајката не е повторно трезна, не си е супер, тогаш веќе може да се дои. Се надевам дека на мојата веб страница имате многу подетални информации на оваа тема, значи од тоа која е дефиницијата на еден пијалок, план како да се дои, кога да се дои, како да се испланира алкохолната пијачка, така што одете, видете во делот новости, може исто така да прегледате. Генерално, мислам, се надевам дека барем колку толку ова епизода ќе ви биде од корист за време на празниците. Внимавајте, значи, на маститис, размислете околу алкохолот како да се организирате ако сакате да наздравите за празниците и секако спремете се доколку има било каква шанса да слушнете било каков коментар од поширокото семејство, едноставно спремете се. Јас секогаш најтопла препорака за сите семејства ми е насмевнете се, заблагодарете се за советот и едноставно имајте во предвид дека сигурно не е злонамерен, туку едноставно дека луѓето заборавиле како е нели какво е секојдневието со новороденче. Би сакала исто да ви ги честитам сите празници, доколку не излезе нова епизода пред нова година, и да ве потсетам, следете кај мене на социјалните медиуми, ќе има голем новогодишен попуст и на курсот за доење и на сите работилници. И секако се надевам дека тоа е барем планот, дека пред новогодишно ќе излезе конечно и мојата работилница број 17, која што е наменета за спиењето и доењето, тема која што мислам дека навистина треба да ја слушне секој родител и тема која што навистина треба малку да е поприсутна во нашето секојдневие, бидејќи многу семејства едноставно сметат дека имаат проблем таму каде што го немаат. Ве поздравувам, ви посакувам да имате убав ден, а ние се слушаме во следната епизода на подкастот.